Добар ден, криптоентузијасти. Денес имаме една многу битна тема. Значи, само што успеав да добием оваа информација и верувам дека една од најбитните информации кои што досега сме ги обработиле на пазарот, а тоа е ова законодавство, односно МИКА, кое што е уствари исклучиво наменето за крипторегулација и тоа крипторегулација на целиот пазар на Европската Унија, што значи сите земји членки ќе бидат дел од оваа регулација и најдобриот дел од ова е што ова не е регулација која што е предлог, туку ова е регулација која што е финална и која што треба да биде само донесена на гласање на Европскиот парламент, кој што е проформа. Значи самата регулација е веќе усогласена и откако Европскиот парламент ја изгласа на 24 ноември, практично беше не тоа веќе кога била уствари усогласена на 24 ноември претходната година, на 31 како што можеме да видиме веќе почнала да се, значи она е комплетирање на самиот текст и правење на конечни, како што гледам јас, записници. Сега проблемот што јас се уште не можам да најдам кога, но од она што го разбрав треба да биде наскоро истиот овој изгласан. Значи откако ќе биде изгласан овој закон, значи истиот ќе биде дел од регулативата на целата Европска Унија и ќе биде активен, односно ќе имаме ефективна регулатива исклучиво за крипто. Значи не како кај нас, како дел од некој подзакон, туку ќе имаме ефективна регулатива за целото крипто, за секој сегмент од крипто секторот. Дури, значи во претходниот, значи како што можеме да видиме, ова е предлог од септември 2020 година, каде што NFTs не беа земени во предвид, како и DeFi секторот. Сега моментално, значи буквално сите коини, токени, проекти NFT се има, значи своја нишка во овој закон, значи едноставно ќе имаме регулатива за се во крипто секторот. Сега, МИКА уствари доаѓа од Markets and Crypto Assets Regulation, што значи маркетите на крипто, практично валутите. Регулација на маркетите на криптовалутите би било во превод, но нели, скратено се нарекува МИКА, со тоа што значи самата легислатива моментално опфаќа неколку сектори и тоа кој може и како може да направи да произведе криптовалути. Дозволата и супервизијата на крипто, значи на провајдерите на услуги на криптовалутите. Значи практично ова ќе дојде како да речем кој ќе има авторитет и супервизија над оние кои што произведуваат криптовалути, како и оние кои што работат, како на пример менувачниците, и consumer protection, односно ќе има заштита на на купувачите во случајов во однос на сите овие сегменти, односно во однос на издавање на криптовалути, во однос на тргување, размена, како и во однос на држење фактички. Значи кастади би било кога вие не го чувате вашето крипто, односно некој го чува ваше име, како што се на пример менувачниците. Знаеме дека многу од луѓето во Македонија посебно ги оставаат своите валути во менувачница, што значи дека со овој закон сте заштитени и при оставање на вашите криптовалути во менувачници. Сега повторно, значи никој не може да ве заштити како самите себе си. Но ова повторно дава одреден степен, сегмент на доверба во крипто валутите и во крипто менувачниците во случајов, поради тоа што со овој закон ќе има строги мерки за секој оној кој што ќе направи било каков тип на проневера, проблем или да речеме хак, значи ќе мора да ги надомести сите овие средства, како и значи ќе работат на запирање на маркет абјуз, односно искористување на пазарите за лоши цели, во случајот без разлика дали тоа станува збор за хакерство, дали зборува за измама. Значи фактички сите овие сектори ќе бидат опфатени во овој закон МИКА, со тоа што ова моментално, значи за жал, е се уште не објавена верзија на законот, значи ние моментално успеваме со тоа што овој закон, значи како што кажавме, се уште нема официјална верзија, односно се уште се средува самиот текст, но ги знаеме основните работи кои што истиот ќе ги регулира. Че како што може да видите, поголемиот дел од информациите се собрани од најчесто ваков тип на адвокатски канцеларии кои што даваат совети, односно кои што даваат препораки во однос на тоа како на пример одредени фирми сакаат да се постават. Со тоа што сите овие информации се на некој начин групирани, затоа што сите сакаат да дојдат до овие информации моментално, се уште не сме стасали до моментот да ви објасниме колку само е битно тоа што моментално Европа работи на комплетна регулатива на криптопазарот, но ќе дојдеме до тој степен. Сега моментално ќе се осврнеме на сето она што успеавме да го најдеме во однос на самата регулатива. Следно и најбитно кое што треба да разговараме е тоа како оваа регулатива ги дели криптосредствата и тоа ги дели на
Asset Reference Token, Electronic Money Token и Utility Token. Сега, ќе почнеме една по една да ги објаснуваме кои и со која причина се уствари ставени во оваа целина и како уствари Европската унија се обидува да ги раздели со цел да може подобро да ги регулира. Значи, Asset Reference Token или ART уствари представува stablecoin кој што ја чува својата вредност, но не според вредноста на други фиат валути, како што се, например, доларот, еврото или слично, туку ја чува вредноста во однос на, да речем, сега тоа е многу проблематично што вакви скоро и да не постојат. Значи, еден кој што ми доаѓа, например, е уствари PAXG, кој што уствари ја чува својата цена да биде pegged, односно да биде врзана со цената на златото. Со тоа што, значи, ова ќе биде посебна категорија на токени кои што се фактички стейблкоини, но не се врзани за фиат коини како што се еврото и доларот, туку се врзани за случајов, не знам, злато, гориво, сребро и слично. Со тоа што, значи, овдека дури они го земале Libra како пример, ама тоа е не може да разберам како може да земеш пример од коин кој што не постои и никогаш нема да постои. Значи, најдобар пример кој што јас моментално можам да го најдам за вас е PAXG, кој што како таков е направен од значи, оној кој што е направен од Paxos, кој што е исто така и креатор на BUSD, значи Paxos како компанија го прави PAXG, кој што е директно врзан со цената на златото и го корелира да биде постојано на истата вредност како златото, а е покриен од различни типови на сега, значи овдека останува на нив да одлучат со што ќе биде покриен, истиот може да биде покриен со хартија од вредност, со ефективен кеш, крипто и слично. Идејата е дека ова е категорија на валути кои што се исклучиво врзани за одредена вредност, а тоа не се значи одредени валути на држава. Вторите, односно Electronic Money Token, се уствари представуваат категорија на стейблкоини, кои што овдека се наречени Electronic Money Tokens, или представуваат значи, да речем USDC, USDT, BUSD, тоа се уствари у оваа категорија Electronic Money Tokens, каде што ваквиот тип на стейблкоини ќе бидат посебно регулирани за разлика од PAXG нормално, затоа што овие се врзани со во случајов самата валута. Сега, интересно е што јас, например, можам во детали да ви објаснам, затоа што оприлика имам некои информации за тоа како ќе бидат регулирани, кој ќе го прави сето тоа, но нема поента, затоа што никој од нас не планира да прави стейблкоин, претпоставувам. И поради оваа причина најдобро е, нели, да ви кажам точно што е битно за нас. Значи, јас на кратко само ќе спомнам, откако ќе го поминам и последниот дел за utility token, значи имаме овдека една, да речем, успеал еден од луѓето кој што на некој начин успеал да истражи и да најде каде уствари ќе бидат и како ќе бидат регулирани овие коини. Сега и тоа е исто битно за нас, но нели ќе се вратиме само прво да го завршиме последниот, односно utility token. Значи utility token представува исклучиво токен кој што е креиран од страна на дигиталниот провайдер, кој што уствари го прави самиот токен, со цел за користење на услуги и било каков тип на, да речем, купување на нешто од самиот провайдер. Каде би можело тоа наједноставно да го објасниме би било, например, токените на менувачниците, како што се во случајов како што се BNB на Binance, FTT на FTX, KuCoin и слично, значи ова се уствари коини кои што се издадени од самите берзи, од самите менувачници и наменети да бидат користени фактички за да се намалите вашите физ, додека тргувате да добиете некој кешбек или слично. Значи идејата е дека доколку некој, да речем, било каков тип на токен или било каков тип на компанија издаде токени, односно криптокоини, кои што како такви се наменети исклучиво за користење кај истиот провайдер, односно купувате или ги користите на страната на самиот провайдер на токените, во таа ситуација тие уствари спајаат под utility токени, значи тоа е третата, и значи се што не спаја под овие три, уствари представува така речено фактички своевидна категорија која што како таква не е опфатена, значи затоа дури овдека можеме да видиме, значи се друго представува друг тип на крипто токени и нели коини, со тоа што проблематично е во оваа ситуација дека доколку не спаѓате во овие три токени, се уште нема да има чиста регулатива во однос со тоа како ќе може да добиете лиценца за вашиот токен коин, односно да може да се наоѓа на европските пазари. Сега, прво и најбитно што мора да кажеме е дека
било кој од овие токени, коини, да добие регулатива во било која земја во Европа, автоматски добива регулатива, односно добива оправданост правна да тргува и да биде тргуван со таквиот тип на коин или токен на целата територија на Европска унија. А јас верувам дека многу брзо тоа ќе се прошири и на сите кандидати да бидат во Европска унија и оние кои што се околни држави, поради тоа што сакале или не, значи кога целата Европска унија ги користи и активно се легални на целата територија, фактички истите имаат вредност. Значи само прашање на време е кога уствари истите ќе бидат префрлени и кај нас, затоа што гледате дека да бидеме реални, нашата држава не е способна да напише ваков закон, но истиот ќе биде преведен и ќе биде прилагоден, така речено прилагоден на нашата земја, и на тој начин фактички јас очекувам дека во нашата држава ќе биде ова исто копирано и ќе биде легално во моментот кога ќе биде истото и во Европа, затоа што нели мораме да усогласиме нашата легислатива со цел да влеземе во Европската унија, така да верувајте дека она што моментално ви го кажувам многу брзо ќе се најде и на нашите пазари. Значи да повториме уште еднаш, имаме Asset Reference Token, односно PAXG, односно стейблкоини кои што се врзани за втората категорија која што представува електронски пари практично или стейблкоини, во ситуација сите стейблкоини ќе бидат дел од истата, и третата категорија односно utility токени, во случајов претежно би биле токените на самите менувачници и слични токени кои што се користат на самиот провайдер, како што рековме, за услуги и добра. Со тоа што интересно е дека овие, значи за да можат на пример да функционираат на европското тло, како првите, односно PAXG да речеме, кои што се поврзани со одредена вредност, така и вторите поврзани со вредност на одредена државна валута. Значи истите до 5 милиони, значи сега да не ги читаме, не е ни битно, значи има exemption, односно има практично да бидат изземени доколку вредноста на маркет капот му е 5 милиони, што е смешно за маркет кап, значи да биде 5 милиони, тоа значи дека е небитен проект, што значи дека било каков тип на останати ќе мораат да ги спроведат сите овие чекори да добијат, значи сега затоа и кажувам, значи многу е небитно затоа што сега и да почнеме на пример прилика да ви го објаснувам овие работи, како на пример, добро, white paper сите знаете, но потоа треба, значи за овој white paper да биде соодветно доставен до одредена, да речеме во случајот во зависност од тоа во која држава, одредено правно лице, односно институција која што има ваков тип на авторитет за да го одобри, па потоа да го објават овој white paper, па потоа, значи гледате, има еден куп чекори кои што мораат да бидат исполнени со цел да можат да ги легализираат своите, значи доколку сакаат да речеме да се тргува на ниво на Европска унија и сакаме да пример USDC или USDT да биде легален, ќе мора се тоа да се помине од страна на USDT како компанија за да добијат уствари преку овој white paper и нивното објавување во соодветна барем една држава, да добијат легален статус на цела територија на Европска унија. Но повторно ќе напоменам. Значи секој од овие држави ќе има своја слобода да одлучи кој ќе биде одговорниот орган, институција која што ќе ги спроведува или која што ќе ги запишува овие провайдери на ваков тип на коини или токени, што значи дека откако во една држава ќе успееш да бидеш легален, легален си на цела територија на Европска унија, што е огромна, значи огромна позитивна карактеристика и напредок во однос на целата легислатива во светот, затоа што за прв пат имаме вистинска, значи замислете кога сега институциите и правните лица и физичките лица имаат регулатива која што стои позади нив и ваквите средства се легални. Тоа е прва работа. Втора работа, не заборавајте дека доколку стейблкоини се легални во однос на правниот систем, тие ќе бидат автоматски дел од економскиот систем, што значи дека утре ако истите станат легални во било која европска држава, истите ќе можат да се најдат на берзите, истите ќе можат да се најдат на било каков тип на тргување. Значи ќе може да се најдат до тој степен што ќе мораат да бидат признаени за legal tender, односно доколку легално признаено е дека одредена ствар има своја вредност, во случајот како стейблкоин, тоа значи дека вие ќе можете со стейблкоин на вашиот телефон да отидете да си купите кафе во превод. Сега нели, да не брзаме, но идејата е дека ако тоа се случи и ако регулативно се оправдаат сите овие криптовалути, значи ние стасуваме до степен каде што ќе можеме да ги легализираме на цела територија на Европска унија. А ако тоа се случи, затоа што како што можеме да видиме, тоа треба да се случи до крајот на годинава, односно да бидат изгласени на Европскиот парламент, и потоа се што треба и што останува е истите да бидат преведени на сите официјални јазици во Европската унија, со што ќе бидат и ратификувани во самите држави. Нормално понатаму останува на државата, нели, да одредели орган, значи тој орган да почне да функционира, но
тоа е, значи, генерално работа која што може да се заврши во една година. Јас верувам дека до 2024 година оваа легислатива ќе биде во целосен, значи во целосно исполнета и целосно практикувана на цела Европска унија, затоа што немаат избор. Значи не може вие да дојдете во степен каде што оваа легислатива е активна во Франција, а не е активна во Германија. Значи мора тоа да биде регулирано на цела територија на Европска унија и јас верувам дека после изгласувањето во Европскиот парламент ќе знаеме точно кога ќе биде истата активна, нормално, како и секој закон, од кој момент ќе влезе во сила и во тој момент ќе знаеме дека веќе на целата територија на Европска унија немаат избор сите држави освен да ги прифатат овие норми и да регулираат значи било каков тип на проект кој што сака да стане легален на нивна територија. Сега, проблемот во оваа ситуација која што јас моментално го гледам е дека сите освен овие категории кои што моментално се објаснети ќе спаѓаат во така речено своевидна категорија на останати криптовалути, кои што за жал се уште нема соодветна, значи како што можеме да видиме дека точно се знае кој ќе биде регулатор, кој ќе биде оној кој што ги проверува, авторитет и слично, за разлика од овие, на пример, за жал секоја држава ќе мора своевидно да најде начин како да регулира останатите криптовалути, затоа што за жал останатите се и оние највредните кои што нас не се битни, значи замислете во овие валути кои што досега ги објаснивме, никаде не се регулирани. Ниту Layer 1 солуции, Layer 2 солуции, ниту DeFi, ниту еден од битните токени кои што нас на некој начин би ни донал најголем профит. Но битно е дека е стасено до момент каде што навистина се оди напред со регулативата на цела Европска унија и верувајте ми, значи такви огромни компании како да речеме Cardano, Polkadot, Ethereum, они ќе најдат први начин како тоа да биде директно, значи они верувам уште през стејблкоините ќе бидат легални на цела територија на Европа, но останува тоа да го видиме. Сега е најбитно да заклучиме дека навистина се оди на тоа конечно да биде целосно имплементирано криптото на цела територија на Европска унија. Сега, ќе имаме така речено една дупка во овој закон, кој што веќе успеале да најдат. Значи, ќе има неколку исклучоци од ваквиот тип на крипто кои што мора да направат, нели, да објават white papers. Значи, за оние кои што не знаат што е white paper представува уствари своевидно се за крипто проектот. Значи, од неговата технологија до колкав market cap ќе има, како ќе биде распределен, која е неговата иднина roadmap. Значи, буквално се спаѓа во еден white paper за одреден проект. Со тоа што, значи, доколку истиот е објавен, тоа значи дека истиот ќе мора да биде прифатен и одобрен од соодветна институција во однос на тоа во која држава ќе биде објавен, што значи дека овие исклучоци представуваат за неколку категории на крипто, како што се на пример категории на крипто кои што се дадени без пари, значи доколку одреден крипто проект одлучи своите токени да ги подели бесплатно, или пак оние кои што се добиени од майнинг, што многу од луѓето мислат дека сите оние проекти кои што се уште имаат майнинг и кои што добиваат, како што беше до сега, на пример Ethereum или Ravencoin или слично, значи наградите кои што се добиваат за майнинг исто така нема да бидат земени во предвид како криптовалути кои што мораат, нели, да објават white paper, како и оние кои што се, да речем, криптопроект кој што ќе биде поделен на исклучиво мала група на qualified investors, оствари представуваат, тоа е многу лошо, што да речем на некој начин, ајде, во нашата држава не е толку актуелно, но во Америка, на пример, има проекти кои што бараат од вас да имате соодветна инвеститорска лиценца, за да може оствари да инвестирате во одредени проекти. На тој начин богатите понатаму остануваат да бидат богати, сиромашните понатаму остануваат да бидат сиромашни. Со тоа што дури и да знаете дека одреден проект има добар како да кажем, добар потенцијал или добра иднина, вие не можете да инвестирате само затоа што немате таков тип на лиценца за која што се бара огромна сума на пари да имате, за да може фактички да добиете, и на тој начин вие сте квалификуван инвеститор затоа што као наводно вие знаете што правите, а за да се заштитат нели обичните граѓани не им е дозволено да инвестираат во ваков тип на проекти со цел нивна заштита. Значи не е поради тоа што ќе добијат профит, не. На тој начин се заштитуваат граѓаните да случајно не добијат профит. Значи чисто да знаете, за жал тоа како што можеме да видиме полека се префрла и кај нас, со тоа што во ова легислатива гледате дека на пример ако има некој криптопроект кој што навистина ќе биде добар и има огромен потенцијал, истиот не мора да биде објавен на ISO, значи на Initial Stake Offering или Coin Offering, ICO, со тоа што
може да биде поделен директно на неколку квалифицирани инвеститори и со тоа никој од, да речем, обичните смртници во Европа нема да може да земе ништо, а дополнително на сето тоа оваквиот тип на проект не мора дури ни да објави white paper. Значи ова е дупка за богатите да останат богати. Еве, чисто да знаете како тоа изгледа прилика, со тоа што овдека, за жал, во првиот сегмент каде што се дава на сите оние крипто кои што ќе биде поделени слободно, значи бесплатно, да бидат без white paper, на тој начин има, јас пред време ви кажувам дека милион шиткоини ќе поминат преку овој дел од легислативата, затоа што они не мора да има никаква правна основа, ниту да има легален проект, ниту да има легална компанија за да може да ги поделат овие токени, а да бидат легални на територијата на Европска унија, за жал. Така да ова е едно од поголемите пропусти на правото кој што јас до сега сум го видел. Ќе видиме околу делот со майнинг, затоа што на тој начин ви уствари не реализирате огромни награди, кои што на тој начин не мора да има никаква легална позадина на целата територија на Европска унија и како што кажа, последниот дел од овие исклучоци е според мене оној кој што највеќе ме иритира, значи на тој начин ние се вртиме кон муриканското право, односно овие неписмени од запад, каде што е дозволено богатите и понатаму да продолжат да бидат богати, а сиромашните да останат сиромашни, без разлика дали они имаат соодветна информација, знаење. Доколку немате соодветен момент, односно соодветна количина на кеш, вие нема да бидете квалификуван инвеститор, вие не може да учествувате во ваквиот тип на ICO, например, кој што дури не мора да биде ни јавен. Значи, гледате, нема потреба од white paper, нема потреба од соодветно верификување, затоа што истиот е поделен на само неколку квалификувани инвеститори. На тој начин, значи, вие нема ни да знаете се додека не е прекасно и додека ваквиот тип на проект не е на пазарот, а на пазарот кога ќе дојде, ќе биде прекасно, затоа што во тој момент овие квалификувани инвеститори кога ќе почнат да продаваат, затоа што они купиле по безсмислено мала цена и го продаваат со огромен профит, а вие го купувате затоа што знаете дека е добар проектот, но тоа не го менува фактот дека веќе профитот е земен од ваквите квалификувани инвеститори, што е исклучива катастрофа од така реченото демократско право во Европска унија. И сега да објасниме дека нема овој закон да биде само рози, нормално. Знаеме дека секој од овие закони има скриени, посебно во оваа ситуација, значи делови кои што се наменети со цел следење на целите овие пазари. Значи, со тоа што FATF, доколку сте го погледнали на нашето видео, доколку не би ве навратил да го погледнете во нашиот блог на едукативни видеа, каде што разговараме за тоа што е FATF и каква юрисдикција има и зошто е многу битна како организација во спроведување на овој закон, затоа што, значи, FATF како посебно тело кое што треба да советува во однос перење на пари и тип на злоупотреба на валути и криптовалути нормално. Значи, истите преку користење на овој закон за перење на пари наводно, односно не е закон, туку е препорака, со тоа што овие препораки се исклучува наменети со цел да ги принудат државите да ги спроведат овие правила кои што FATF сака да ги спроведи, а најбитно од овие правила е travel rule, односно правилото на патување, со тоа што, значи, вака прилика изгледа, сега ќе ви објаснам, само пред да продолжам, значи, ако се сеќавате во тоа видео објаснувавме дека доколку не ги превземете, да речеме, овие препораки кои што FATF ги дава, со цел следење на сите трансакции, без разлика дали се криптовалути, дали се стандардни државни валути. Проблемот со FATF е што сака да има целосна контрола над секаков тип на финансиска трансакција во целиот свет. Со тоа што ние моментално се фокусираме на Европа, каде што FATF, овој travel rule, ќе се обиде да го спроведе да криптовалутите преку МИКА, односно преку овој закон кој што моментално се спроведува, со тоа што, значи, ако истото важи за пари, истото ќе важи и за вредност на криптовалути во спротив вредност на пари кога се врши таква трансакција. Односно, BSA е друг тип на регулатива која што бара, значи, да има да се најдат сите овие податоци за секој кој што сака да направи трансакција по големо од $3000, додека за разлика од тоа FATF бара $1000, односно евра, да биде минималната граница од која што нагоре ќе се бараат основни па и по битни податоци, како за праќачот, така и за примачот. Сега, каде е тука проблемот? Значи, претходно се сеќавате, значи, travel rule, од каде доаѓа? Затоа што оние луѓе кои што преминуваат граница, ако се сеќавате, значи, ако сте минеле граница, нормално, на секоја граница ви кажуваат дека дозволен кеш е до 10.000 во случајов евра или долари,
во зависност од тоа каде се ногате, што е битно за нашата регулатива нормално, се повеќе од 10.000 евра, односно долари, мора да го оправдате, односно да покажете соодветна документација од каде истото потекнува, и поради оваа причина, значи на тој начин се нарекува и travel rule, односно правило на патување, што и до ден денес е иста ситуација. Значи доколку немате покритие за вредност на кеш над 10.000 евра, односно долари, ќе имате проблем. И ќе треба да го докажете тоа, иначе ќе ви биде конфискуван кешот, а може да биде и многу полошо. Со тоа што моментално оваа граница се намалува на $1,000 поради FATF, затоа што сакаат да имаат комплетна контрола на сите трансакции, односно да имаат целосен надзор над секој што прави, каде прави и како прави во однос на финансискиот дел. Со тоа што знаеме дека колку повеќе инфлацијата се зголемува, толку повеќе вредноста на еврата и доларите е помала, а со тоа и $1,000, односно евра во денешно време па и не се така голема сума, што значи дека многу поголема е контролата кога ги праќаме овие 1.000 евра со оглед на фактот дека се има многу помала вредност за разлика од речеме пред 20 години. Сега, овдека само сакам да ви покажам со FATF, значи како што гледаме сега од легендата може да видите дека под 1000 не е потребно, односно црвена боја, кои податоци се потребни, а кои податоци не се потребни во однос на праќање на одредена трансакција. Со тоа што ако е над 1000, значи ако е над 1000 треба да дадеме име, да дадеме број на сметка, да дадеме адреса, да дадеме во однос на тоа кој го праќа и кој го прима, треба да дадеме исто така име и адреса. Но, доколку се вратиме на овој пример, можеме да видиме дека не е само тоа, туку според овој VASP систем кој што ќе се спроведува, значи, еве чисто да ви објаснам како ќе изгледа FATF препораката која што треба да се примени преку овој МиКА закон. Односно, доколку сакате да речеме, некој од Бразил, во случајот Боб, сака да прати 2 биткоина на Боб, извинете, Алис сака да прати на Боб, така, во Германија. Значи, ова се ствари два провайдери, во случајот на ваквите провайдери ќе бидат менувачниците. Затоа што се уште институциите во овие држави нема таква опција, односно банките да речеме, каде што ќе може да биде пратен или примен биткоин, затоа што се уште немаме прво регулатива, она што моментално се менува, а второ се уште нема систем. Она што го разговаравме во претходното видео во SWIFT и ISO стандардот 20022. Значи со тој стандард ISO 2022, кој што се поистоветува со регулативата МиКА, значи ISO стандардот треба да ги донесе технологијата, која што треба да биде опфатена со сите финансиски институции со цел да може да биде ова вистина, а МиКА треба да донесе регулативата со цел ваквиот тип на проекти кои што сакаат да функционираат со крипто, да можат да бидат регуларни, односно да бидат правно оправдани на целата територија на Европска унија. И гледате, значи попишувањето е оваа година, неговата ратификација ќе трае година, препоставувам 2 до 2023-2024, што се совпаѓа со ISO стандардот 20022, во кој што треба секоја финансиска институција да биде спремна за дигитално примање и праќање на криптовалути, во меѓу другото, нормално како и CBDCs, до 2024 година, кога SWIFT како таков ќе престане да постои, односно ќе постои само нов систем на пораки, каде што овие пораки ќе можат да работат со криптовалути. Значи гледате како во исто време во Европска унија се спремаат двата стандарди, тоа е стандардот и правото, со цел во следниот bull market 2024-2025 да има целосна регулативна покриеност и дигитална покриеност во однос на технологија од страна на ISO 20022. Значи гледате, сето ова се спрема со цел 2024-2025 веќе да имаме целосна и регулатива како и инсталација, фактички соодветна технологија за да може да биде спроведено криптото како дел од економијата на сите овие држави. Со тоа што како прилика ќе изгледа, значи во моментов овие, односно како што ги нарекуваат во оваа ситуација како соодветни институции, односно компании кои што ќе вршат овој транспорт, значи истите, гледате сега, според FATF, значи затоа ви кажувам, FATF е длабоко вкоренет во и законот и ISO стандардот, каде што ќе се врши целосна следење на сите трансакции, односно ќе знаат точно на колку, каде и колку праќате во секое време. Со тоа што гледате, значи ова да речем компанија во случајот, значи тоа може да биде само менувачица, да бидеме реални. Значи може да биде менувачица, да речеме Binance,
со тоа што Binance нема потреба од втора, но они тоа го замислуваат како соодветни финансиски институции во случајов, значи да речеме дека е тоа кога дигиталните валути може да бидат пренесени преку банка, тогаш првата банка, значи не само што ќе го земе овој трансфер како да речеме работа, истиот мора да ги прими сите овие информации и дополнително на сето тоа, значи е овој дел кој што сакам навистина да го покажам, значи треба да значи е должна да провери од каде потекнуваат овие фондови. Овде е најголемиот проблем. Не е толку голем проблемот каде што вие уствари ги давате името, презимето, сметката на примачот и праќачот. Проблемот е каде што од вас бараат точно да покажете како вие сте ги добиле овие фондови, што ќе биде многу голем проблем. Затоа што замислите колку се усложнува оваа трансакција кога треба прво, значи првиот во случајов првиот организатор, да речеме организаторот во случајов Чарли, треба да добие од вас соодветна документација и истата да ја оправда. Значи он треба да каже да, ова се легални пари. За потоа значи Чарли, па потоа имаме Делта, значи да речеме втора институција која што ги прими овие 2 биткоина на територијата на Германија, затоа што вие се наоѓате на друга територија, која што не само што ќе ги прими сите овие информации, туку треба да ја провери работата на првата, значи да види дали навистина се овие легални, можеби нели друго законодавство со оглед на фактот дека првиот организатор на оваа трансакција Чарли се наоѓа во Бразил, а вториот се наоѓа во Германија. Значи и вториот треба да провери оваа трансакција, да види од каде потекнуваат овие фондови, да види дали истите се легални, што имате двојно проверување, сето ова од FATF. За конечно да бидат дадени овие 2 биткоина на оној кој што ствари треба да ги добие. Значи она што криптото го дава да биде многу едноставно и да биде со минимална потреба од податоци, дури можеби некогаш и непотребни податоци за примач и праќач, овдека се доаѓа до степен каде што не само што треба да ги доставите овие информации, туку треба да доставите и значи треба да имате целосна историја, затоа што вие ако треба на пример овие 2 биткоини да ги оправдате, вие ќе треба да оправдате цела историја на тргување, како што на пример вие сте ги направиле од речем 0,2 до 2. Каде сте купувале, каде сте продавали и како вие сте заселе до биткоин. Значи сакам да кажам дека на тој начин прво, значи овие морони од FATF сакаат точно да знаат уствари како вие сте го добиле вашето богатство, а второ сакаат да знаат каде вашето богатство моментално се движи и на тој начин у секој момент ќе можат да го запрат, значи да го замрзнат, да ви го одземат. Тоа е најголемиот проблем. Сега разликата во сето ова е што они може да си прават право од утре са бајле. Значи како што можеме да видиме, генерално идејата на оваа регулатива е на крајот од денот повторно да има целосна контрола, затоа што они моментално немаат контрола, посебно врз делот со крипто, затоа што јас можам да пратам моје крипто од hard wallet на друг hard wallet без никакво знаење, без никаква одобреност од страна на овој систем кој што воопште не е битен. Значи затоа и кажувам дека они може до утре да прават регулатива. Ако Али сака да му прати на Боб директно 2 биткоина, тоа не мора да го прави преку овие институции, туку може да го направи директно на неговиот hard wallet, на неговиот hard wallet од адреса на адреса. Затоа ја имаме биткоин мрежата и не ни се потребни овие, значи поентата на криптото е да го намали овој административен трошок и овие административни контроли кои што не се потребни, но регулативата која што моментално ни ја носат повторно го наметнува. Значи тоа сакам да ви го кажам. Имаме две, значи позитивна и негативна страна на целата оваа ситуација. Позитивно е тоа што ваквата регулатива е исклучиво битна за да може да дојде големиот кеш, да може да дојде големиот капитал во криптосферата. Значи на цело ниво, замислете кога на цело ниво на Европа, доколку сте легални во една држава, сте легални во сите држави. Автоматски било која компанија или институција или поединец во цела Европска унија ќе може да го купи и чува ово крипто легално. Значи тоа е огромна позитивна страна. И гледаме дека и МИКА, значи овој закон, како и ISO 20022 се спремаат за истиот момент. И пак ќе кажам, ова случајно е точно пред следниот bull market. Значи ова е нели коинциденција, да речеме, и да не заборавиме, значи за жал ова повторно носи FATF, значи овие морони, пак ќе кажам, значи повторно се обидуваат да го вратат финансискиот систем и сега разликата што е? Вие пак ќе ги праќате парите наместо да ги праќате преку банка, сега ќе ги праќате дигитално, ама ние пак ќе ги следиме. Тоа е најголемиот проблем. Сега, пак ќе кажем ја. Значи, они може колку сакаат да се трудат. Ја ако сакам на некој да му пратам од една на друга адреса, ќе го направам тоа и нив е потребно многу време за успешно да можат да го следат и го забрануваат ова. Се разбираме? Затоа што
знаеме дека леџерите се јавни и дека секој може, доколку има советна технологија и знаење, да ги проверува сите овие трансакции. Јас не гледам поента сега да правиме институционална проверка кога имаме леџери кои што може да бидат соодветно проверени доколку нешто е нелегално. И затоа, значи ова што го гледаме моментално е повторно наметнување на традиционалниот финансиски систем со цел истиот да го превземе крипто и да го инкорпорира во себе. Сега дали тоа ќе успеат или не знам. Ја единствено што гледам во оваа ситуација е дека доколку има регулатива, ќе има и пристап до големиот капитал до крипто. Значи истиот ќе може легално да го поседува криптото и ќе има соодветна инсталација, односно нели ISO 20022, каде што уствари истиот ќе може и да го купи и да го продаде. Додека не дојде големиот капитал во крипто, ние не можеме да очекуваме голем профит. Значи тоа да ви биде јасно. Се додека нашиот профит се базира на купување и продавање на еднаш 4 години од страна на, како што велат, ритейл секторот, односно физичките и правните лица, не можеме да очекуваме огромни профити. Но замислете кога корпорации, институции, цели држави ќе почнат да купуваат биткоин и етериум со цел, нели, за зачувување на собствената валута или зачувување на вредноста која што имаат како држава и економија. Тогаш допрва ќе почнеме на вистина да уживаме соодветен профит од целата криптосфера, а тоа моментално е можно поради ова. Сакале или не, ја ќе напоменам уште еднаш, има позитивни и негативни страни, но доколку го споредиме Мика и оваа регулатива, што досега разговаравме, за разлика од онаа која што моментално се спроведува наводно во Америка, значи таму уствари има буквално борба на ајкули за тоа кој ќе го превземе тој пазар и они го гледаат од перспектива на кој ќе го даночи, од перспектива на кој ќе биде одговорен за да ги гони, па за да може да им наплати, ме разбирате? Значи тоа е толку жално кога целата технологија е заробеник на политиканти и на идиоти кои што, значи, се би направиле за да искористат нешто од неа, а не разбираат дека сакале некеле тоа мора да се случи. Сега, позитивно од целата работа што е? Ако Америка го пропушти моментот и ако навистина не успее да си ги собере, нели, овците и да направи соодветно законодавство за и понатаму да продолжи да биде, нели, као најголемата економска сила и тоа го превземе некоја, можеби Европската унија или некој друг, јас ви кажав, доволно е еден играч да го направи ова, автоматски сите тоа ќе го направат веднаш. Зошто ви го кажам ова? Земете го за пример, да речем, надпреварот за Вселената, кој што го имал СССР и муриканците. Значи, во моментот кога еден успеал од нив да прати куче во Вселената, во случајот во СССР, толку, значи тоа е тоа, значи они веќе најдоа начин како тоа да го направат, ние мораме да го направиме истото. И они се направиле десетици години за тоа кој попрво ќе прати жена, мајмун, човек, станица во Вселената. Затоа што кога ќе навлезе човештвото во одреден технолошки степен, едно одредено технолошко скалило, сите мора да го следат. Ако не го следат, автоматски испаѓаат од играта и автоматски се веќе на второ место. Истото и со нуклеарното оружје, истото и со одредени, да речем, лекови во светот. Значи, сакале не или не, прост пример, вакцините. Оние држави кои што успеа да развијат своја вакцина, автоматски беа пред сите останати. Значи, вие имате собствена вакцина и имате начин како сами да се заштитите, останатите, нели, како ќе се снајдат. Значи, затоа ви кажувам, кога Европската унија ќе го помине на Европски парламент и кога ќе добиеме момент каде што ова се ратификува на нели поединечно ниво на земја членка, исто да се преведува, верувајте ми, немаат избор, сите мораат да го следат овој пример. Зборувам и за Русија, и за Индија, и за Кина, и за Америка, значи немаат, значи како да ви обяснам, замислете да дозволите Европска унија да биде прва која што легално тргува, поседува и криптото представува легален тендер. Значи, вие автоматски сте признале дека Европа е пред се. Тоа не може да се случи, значи тоа за жал така не функционира. И затоа верувајте ми, кога ова ќе се случи, јас верувам дека многу набрзо, кога веќе ваква регулатива официјално влегува како во Европскиот парламент, така и во земјите членки, автоматски сите ќе мораат да следат, немаат да имаат избор. Значи, пак ќе кажам, ова е многу битно видео и затоа уште еднаш ќе напоменам, верувајте ми, ова е можеби една од најбитните работи за кои што досега сме разговарали на овој канал, иако мораме да бидеме предпазливи, ова е многу позитивна работа затоа што буквално ќе донесе масовна адаптација на крипто. А без масовна адаптација на крипто, значи едноставно криптото да стане секојдневие, ние не можеме да разговараме за огромен профит во крипто. Она што досега луѓето го направиле е ништо во споредба со
масивноста на профитот кој што чека во моментот кога институции и корпорации легално ќе влезат во крипто секторот. Па макар и тоа да биде со преголема регулативна спрега, преголема регулативна рамка, значи пак тоа ќе се одрази и на нас, затоа што кога овие луѓе ќе влезат на тој пазар, тие што купиле пред време, оние кои што гледаат ваков тип на канали и шпекулации, ќе бидат во многу голема предност за разлика од останатите. Затоа што кога оваа вест ќе испадне на вестите, најчесто е веќе премногу касно. Тоа е прост пример. Како кога ќе земеме bull market, значи сите во bear market забораваат како во оваа ситуација. Може да погледнете камера на видеата, кога се наоѓавме во, да речем, 2021 негде околу bull marketот, кога прв пат почнавме да паѓаме, имаше многу повеќе гледачи кои што се уште беа интересирани. Но како се движиме надолу во bear market, така луѓето почињаат да забораваат. Сега, разликата во тие што го гледаат овој канал е што они ќе купат навреме. И кога повторно ќе се вратиме, да речеме, со следниот една година пред следниот bull market, најчесто веќе почнува да се движи силно нагоре самиот биткоин, со тоа што околу халвингот и веднаш после халвингот, најчесто до сега го крши претходниот all-time high. Овдека доаѓа до масовна експлозија на цената поради тоа што наеднаш почнува да се емитува на вести, наеднаш почнуваат сите да се враќаат назад, еве го биткоин повторно, ќе има профит, но проблемот што е? Луѓето што го гледаат овој канал веќе се, да речеме, 200-300% во профит, затоа што они купиле кога автоматски целиот пазар бил буквално во минус, што се вели. И сега наеднаш вие доаѓате во степен каде што вие сте во дебел профит поради тоа што самиот пазар се врати до претходниот all-time high, а дури тогаш почнува вистинскиот профит кога се бараат новите all-time high во следниот bull market. Истото ќе се случи и во оваа ситуација. Значи, доколку вие сте купиле и држите крипто во моментот кога се уште истото не е легализирано, замислете што ќе се случи кога истото ќе стане легално и кога вие веќе го поседувате, а тек тогаш вистинските пари од институции и компании и корпорации ќе почнат да влегуваат легално во самата криптосфера, нормално, во зависност од тоа што поседувате, нормално. Но сакам да кажам уште еднаш дека јас лично како инвеститор, ова е оној знак кој што навистина го чекам и се надевам дека ќе донесе глобална адаптација, што е неизбежно. Значи, нема потреба од регулатива за нешто што не е стасано до глобална адаптација. А кога ќе се донесе регулатива, тоа само ќе го бутне уште повеќе и ќе го забрза во однос на тоа што се очекува во следниот bull market. За кратко, значи, иако ова видео е малку долго и суопарно, за жал, ова е една од оние битни работи кои што мораме да ги спомнеме. Верувајте ми, најчесто оние најдосадните видеа најчесто ги носат најбитните информации како ова и знам дека понекогаш е тешко да одвоите 42 минути, но верувајте ми, ако ние сме имале време да одвоиме, да ги собереме овие податоци и да ви ги дадеме, јас верувам дека најмалку што може да одвоите и да ги примите овие информации со цел да бидете информирани пред останатите. За жал, економската сфера секогаш функционира така. Оној кој што има прв информацијата, тој е тој што прв најдобро ќари за разлика од останатите, а оние кои што после не имаат информацијата, му ги даваат парите на тој што прв ја имал истата. Уште еднаш ви благодарам што следите нашиот канал, ќе напоменам уште еднаш, значи за сите оние кои што сакаат да научат на домашна територија, повторно овој материјал е бесплатен, ние одвојуваме време со цел да го доставиме ова до вас, за да не бидеме последни на пазарот како секогаш. Се што бараме е, доколку имате некој се интересира, слободно споделете го нашиот материјал. Значи, јас верувам дека ќе ви биде благодарен со оглед на фактот дека ова се бесплатни информации, немаме ниту еден скем, не промовираме криптопроекти и најчесто објаснуваме уствари каква е технологијата, како да тргувате, што се случува на пазарот, кои се следните битни случувања, така да, како што може да видите, ништо од ова што ние го правиме не може да биде искористено како сигнал директно, туку најчесто е за едукација. Затоа би биле благодарни доколку направите мала промоција на нашиот канал и го промовирате помеѓу оние кои што навистина сакаат да научат за крипто и на тој начин ни помогнете да го споделиме ова со повеќе македонци, колку што е можно повеќе. Нормално, секој коментар, лајк е добар дојден, овдека сме да одговориме на секое ваше прашање и нормално се надеваме дека и понатаму ќе останете со нашиот канал. Наскоро ќе направиме видео надвор од оној голем крипто проект кој што го правиме за крипто категории, каде што ќе разговараме за следниот битен датум, а тоа е 7 октомври, каде што го очекуваме следниот извештај за вработеноста во Америка, со цел да видиме што понатаму би очекувале на следниот Фед состанок, како и за инфлационата ставка која што треба да добиеме покасно овој месец. Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека сте задоволни со нашата работа и се гледаме во следното видео. Поздрав од тимот на Криптогемиџија.